Книжулето со чуда. Не можам да бидам објективен во врска со водењето дневник. Како да бидам објективен со нешто што ме спасило? Водењето дневник ми помогна да го преобраза мојот живот. Пишував редовно во последните 10 години. Може да се нарече дневник на радост или список на благодарности. Купив убава тетрадка и почнав да ги запишувам убавите работи кои секојдневно ми се случуваа. На почетокот ми беше тешко. Кога ќе ја отворев и кога ќе се соочев со белите листови, се чувствував необично, како да бев на состанок на слепо и не знаев што да речам. Постепено почнав да се отварам. Пишував за прекрасното изгрејсунце, за добрите разговори. Збор по збор ќе напишев по нешто на хартијата. Сте се обиделе да играте тенис. Исто е како тенисот. Ако постојано играте, секој ден се подобрувате. Со секој одминат ден, како што повеќе пишував, така полека се навикнував. Почнав да сваќам колку прекрасни работи ми нуди животот кој дотогаш не сум ги забележувал. А од секогаш биле овде. Но јас сум бил одсутен. Тетратката со чудо стана мој фотоапарат. Секогаш ја носев со себе, ги запишував миговите, а потоа ги развивав. Најголемата радост беше кога ги става во албумот, еден по еден. На крајот од секој ден, чисто волшебство. Почнав да си задавам задачи. Си реков дека ќе запишувам по 20 работи за кои сум благодарен и навистина запишував 20. Благодарен бев што станував од кревета, нозете ме држеа, што има вода за да уживам во топлото туширање, што имав топла постела што ме чека по напорниот ден. И така животот ми се смени, или поточно кажано, јас се сменив. Ја забележав убавината, всушност бев занемен пред убавината. Мојот живот продолжи да биде тоа што е, но мојот став кон него стана величествен. Така и животот ми стана величествен. Од тогаш исполнив безброј тетрадки. Ги чувам на полици и понекогаш ги препрочитувам. И уживам во нив кога повторно ги читам. Некој тоа го нарекува свесна радост и во право е. Наместо да чекам на вратата некој да ми донесе храна, го вадам тавчето и готвам. Кога јас ќе посакам, со моите две раце. Исто така може да се наречи домашно сготвена радост. Таа е највкусна од сите. Утрова застанав наголо од улицата за да купам шише вода. Го отворив хладилникот и шишињата вода беа многу ладни, како што посакуваме да се среде топлотен бран. Му платив на касиерот и реков: "Имате прекрасна вода, пријателе." "Што току ми го разубавивте денот?" ми одговори со насмевка. "И вие, мојов." "Еј, чекајте да го запишам ова."